Од блог, сервисни информации, кратките вести, а секако што и најавив на почетокот на емисијата, ќе зборуваме на првата тема која што е од економијата, зборуваме за сузбивање на корупцијата, но зборуваме и за новоформираната Шведско-македонска стопанска комора. Во студиото се Миле Бошков, претседателот на Бизнис конфедерацијата, со кого што акцентот ќе го ставиме на корупцијата, а Самуил Наумовски-Вициус е новиот председател или првиот председател на Шведско-македонската стопанска комора. Ви благодарам на двајцата што ја прифативте мојата покана. Благодариме за поканата. Фала многу. Фала. Македонците се препознаени како добри домаќини. Ти имаш потекло од Македонија. Реши тука да делуваш, пред да се вклучат камерите, поразговаравме дека си често во Македонија. Корените ти се од Македонија. Самуил Наумовски-Вициус ќе биде председател на Шведско-македонската комора. Која е идејата? Само да поинтирам на почеток дека ќе бидам извршен директор. Имаме председател што е на оборот, ама окей. Идејата е да ги спојуваме државите во секој можен начин, да развијаме бизнеси, да идеме како економски мост. Тоа секогаш што го велам, го кажувам по состаноци, значи ние ќе правиме се што можеме од нас како нова етаблирана организација да отвараме нови можности. Добро. Што е замислата? Што е планот како да функционира оваа Шведско-македонска комора? Ќе има компании, претпоставувам, и од Македонија членки, и од Шведска, и ќе може да соработуваат едни со другите, се развива соработката, така? Точно. И одборот што го имаме се 10 представници, што се во Македонија и во Шведска, и заедно со нив ќе гледаме со нивниот знаење да помагаме и во двете држави. Значи, с тоа секогаш го поинтирам дека ќе работиме и во двете држави, така што ние фокус и во Македонија, така и во Шведска ќе биде да гледаме и да помогнеме на тие што веќе се етаблирани и плюс за нови што се заинтересирани на таква соработа. Морам да те пофал како човек што е роден во Шведска, далеко од Македонија, одлично го зборуваш македонскиот јазик. Бошков, имавте работилница, имавте еден убав настан каде што се разговараше за корупцијата и носење мерки за нејзино ублажување. Што од оваа соработка со представникот на Шведско-македонската комора може да се преслика од нивното функционирање, од нивниот метод на работа? Како да се ублажи корупцијата или како во Шведска се борат? Кои се искуствата? За време на семинарот имавме представување за политиките и за начинот на кој се перцепира корупцијата. И за нас впечатливо е дека тие немаат ни Државна комисија за спречување на корупција, ниту имаат закон кој би се борил против корупцијата и сето тоа го засноваат исклучиво врз нивните цивилизацијски придобивки, културата која ја негуваат, особено во бизнисот корпоративната култура. Меѓутоа сето тоа е поврзано со воспитанието и со културната вредност која имаат како држава. Односно, впечатливо за мене беше кога за време на презентацијата госпоѓа Лена Андерсон кога кажа дека што си по надвор од центрифугата, од кругот, толку си поотворен и толку можеш подобро да ги изразуваш своите мисли и своите очекувања и да бидеш транспарентен во тоа што го правиш. Нема потреба цело време да се биде недека затскриен и да се размислува дупло, како што ние вообичаено сакаме да правиме. Во Шведска, кога одите на лекар, носите кафе, кај специјалист, кога одите се носи виски, кога се полага испит на факултет, јавна тајна се тарифите на делот од професорите. И тоа се е многу нормално овде во Македонија. А се бориме ние против корупцијата веќе 30 години. Па не носиме, тоа не станува збор такво нешто. Пошегува на сметка на сите оние кои што се во тој магичен круг. Не има таква замисла, кој идеш на такво нешто обично во секојдневниот живот. Така што да, знам како иде овде дека се носи понекогаш такви работи, ама бомбонјера, кафенце, тоа мора да се испочитува дали е лекар, учител, професор, доктор. Нема
теоретски шанси тоа во Шведска. Не би дошло ни на мисла такво нешто. Како да го тргнеме во домашното воспитание, го рекловте дека е прво, така се воспитува од колено на колено ние си ја префрламе корупцијата. Така не учат. Однеси, да се заврши работа. Знаете што, имав еден дел од вчерашниот семинар и јас, и потенцирав дека нашиот начин на функционирање, без оглед на тоа каков е наш и не можам да кажам дека не е погрешен, ама ние мора да се држиме до традицијата. И ние мора само да ги канализираме постапките. Односно, затоа ние имаме Државна комисија за спречување, затоа имаме регистар за транспарентност, затоа имаме постапки. Вистина е дека тешко се почитуваат, меѓутоа покажуваме еден друг вид на комуникација. Благодарноста изразуваме преку овие сите подароци кои ги спомнавме. Единствено што ни пречи што тие подароци потоа преоѓаат во некоја си сериозна друга димензија која нарекуваме корупција. Зависно нели од тоа што го добиваме. И тоа станува во спортски жаргон, тоа станува масовен спорт во општеството и треба да се искоренува, треба да се говори за тоа и она кога го споредуваме во Шведска е дел од нивната култура, дел од нивниот транспарентен начин на живење, односно тој професор, тој јавен службеник е платен од самите граѓани, зашто повторно да го доплаќаме и со кафе, и со корупција, и со останати... Стимул да му дадеме да го сработи. Да, затоа што тој веќе од нас платен. Тие така ги доживуваат своите обврски кон јавните услуги. Треба да почнеме и ние. Дали се нашите јавни службеници или тие од кои бараме услуга, дали се незадоволно, тоа е прашање на нивното искористување на моќта на преговарање и на правата кои ги имаат. А ние како општество, ние мораме да работиме на транспарентноста, на видливоста, на отвореноста, за да можеме, различни сме во културите, различни сме во духот, воопшто тоа не е погрешно, едноставно и целата Европска Унија е заснованја на различноста. Зошто ние би требало да бидеме швеѓани, швеѓаните да станат македонци, а сите ние да станеме германци. Нема потреба. Само треба секој си ја турка својата приказна, меѓутоа да идеме по правиот правите пат. вредности треба да ги истакнуваме. Во нашиот случај во бизнис заедницата тоа треба да биде предочена во правна корпоративна култура. И она што ме прашавте, што би научиле македонските компании од шведските компании, а тоа е воведување и почитување на корпоративната култура. Ако тоа знаеме да го следиме, како што има 40 компании од Шведска во Македонија, па сите тие функционираат безпрекорно. И кај нив нема одредени неправилности кои може да донесат и до други постапки. Каде ја гледате соработката? Каде шведските бизнисмени би направиле добра соработка со македонското стопанство? Во кои делови? Значи, има голем интерес од Шведска, само треба да се покаже кои се бенефициите, да ги мотивираме зашто баш Македонија, и тоа и го правиме, затоа имавме и делегација од бизнис делегација од Шведска што дојде овие денови за настанот за отварањето. Има некои сектори што секако се поинтересни, гледаме во IT индустрија, во земјоделие, во текстилна индустрија. Тие се некои што веќе имаме успешни бизниси и со тие ги нарекуваме success stories, може да ги привлекуваме уште повеќе интерес со тие шведски компании што веќе се етаблирани и успешни тука во Македонија. Така што тие некои ствари фокусираме на тие, но секако дека има и нови други можности и тоа баш сега го гледаме, се координираме заедно со одборот да видиме кои сектори би биле најинтересни од шведски аспект и тоа после ќе го презентираме на тие заинтересирани фирми. Сега има донатори, административниот дел се врши, представништво ќе има во Шведска, представништво ќе има во Македонија. За една година, со која бројка на компании би биле задоволни како членки? Имате некаква представа, некаква слика што би правеле? Па,
најмалку 50 членки би рачунали. До сега имаме, почнавме со кампања што го нарекуваме, собравме донации од компании што ги нарекуваме founding partners. Тие се тие што не поддржават од самиот старт, да воопшто етаблираме нова билатерална комора. До сега имаме 20 такви компании што не поддржале и многу сме благодарни до нив, и тие компании се и од Шведска и од Македонија, има голем интерес од двете држави. И тие секако дека ќе станат и членки кога ќе почнеме со членарини од 1 јануари. Така што за една година очекуваме многу поголем интерес, затоа и организиравме сега отварање и во Стокхолм и во Скопје, баш за да покажеме наш капацитет, за да покажеме дека постоиме, за да бидат информирани компаниите и утре да бидат членови на комората. Немам намера да правам никаква реклама, меѓутоа како гиганти ќе може ли да членуваат? Имате ли замисла некои од поголемите компании од Шведска да бидат дел од комората? Прво на што ми паднало на уме Volvo. Македонците го сакаат многу. Volvo вчера стана донатор на комората, така вчера ни потврдија. Имаме интерес, имаме од поголемите, не сакам да правам реклама на конкретно некој, пошто имаме 20 компании, и тие 20 се имаме поголеми, да кажеме, гиганти и средни големи, и имаме и помали некои фирми што се општо што ќе растат допро, што не поддржале вака на почеток. Така што еве Volvo ти е конкретна фирма што покажале интерес и што не поддржуваат како комора на самиот почеток. Тоа сакам да поинтирам дека само 7 недели постоиме од отварањето во Стокхолм, кога ни беше 24 октомври. Така што како ептен нова организација, ептен нова комора, веќе имаме огромен интерес, интерес од повеќе компании. Така што за тоа сме ептен задоволни и гледаме дека во брзина ќе има уште повеќе. Добро, да се вратиме сега, Бошков, на македонската сцена. Некако разговорот ќе ни биде поделен, македонско-шведска стопанска комора, неформална економија со вас. Последните податоци кои што ги објави Државниот завод за статистика велат дека 100.000 македонци работат на црно. Тоа е бројка што е фрапантна. Имав неколку разговори на оваа тема, и како човек од бизнисот. Колку се тоа, а дури професорите велат дека и таа бројка е многу помала од што е официјалната. На кој му се исплати да има во своите редови непријавени работници? На кој му се рискира во ова време кога имаме глобален недостаток на работен кадар? Пред се им се рискира на тие кои воопшто не сметаат на одржливоста и не веруваат во традицијата на компанијата која основале. Без создавање на компанија само за чист профит и ништо повеќе од оттисокот на своето постоење, на својата професија, на својата работа, на своето дело. И тука е поврзано со ниско ниво на етика и на морал. И затоа и толкава ни и даночната ерозија, односно во некои други бројки имаме 30 до 40% генерално сива економија. Тие 100.000 работници, за жал, некои од нив се пензионери, некои од нив се вработени, па работат дополнително. Што може да се го регулира? Може да го регулират сега со новиот закон од 1 јануари и очекуваме дека ќе го регулираат, ќе се пријавуваат. И мене навистина, особено дека ја представуваме легалната страна на бизнисот, не само ние, туку апели до стопанските комори, да најдат начин како ќе преговараат со државата, со владата. Ние исто тоа го правиме со Државниот инспекторат за труд и Министерството за економија и труд, да го зголемат нивото на трудови инспектори и во областа на трудовата легислатива, која е поделена на работни односи и на безбедност и здравје при работа, затоа што тие 100.000 работници или тие работници кои не се регистрирани не знаат во кој момент може да се повредат и во кој момент ги изгубат сите права за обезбедување на достоинствено лечење или залечување или други... Ниту здравствено, ниту пензиско. Апсолутно. И тоа е играње со иднината, тоа е во културата на човекот. И мене ми е жал зошто се избегнува. На кого му одговара, тоа е прашањето? Веројатно на двете страни. На краткотрајните потреби да се биде
материјално задоволен. И тоа се ниски вредности. Да. Духовното и безбедното задоволување е многу поголемо од материјалното минимално краткотрајно задоволување. И во тоа има корупција. И во тоа има Да. За корупција, за корупција се потребни двајца. Едниот да даде, другиот да земе. Па ние и затоа вчерашниот семинар беше баш поради тоа, да објасниме што е корупцијата и да објасниме како ќе се бориме против корупцијата. Ние во моментов после толку години независност и колку толку години кандидатско членство за воведување на европски стандарди и легислатива, ние сме само првата и единствена во овој момент лоби организација според законот за лобирање од 2021 година. И тоа е затоа што бизнис заедницата не нашла начин како понатаму транспарентно да бара и да преговара одредени услови за работа и во бизнис климата. Ви реков дека и останатите стопански комори треба да испратат апел, а имаат можност како лоби организации документирано да испратат барање, иницијатива, промена, правилник и така натаму, кој ќе биде следен во регистарот за транспарентност во Државна комисија за спречување на корупција. Меѓутоа, тоа е она што е различно од Шведска. Тие го немаат, затоа што се однесуваат според нивните убедувања како треба да ја градат државата, а ние се однесуваме според нашите убедувања како треба да ја користиме државата. И да исцицам колку можем. И затоа сме различни, каде што ние мораме да воведеме одредени вредности, да ги истакнеме нашите вредности. Сите збориме гостопримливи, добри, топли, вредни и така натаму, меѓутоа сето тоа веројатно помеѓу нас така си разговараме. Сите останати барометри ќе ги кажам или анализи кажуваат индексот за корупција, индексот за иновации, индексот за ние сме се добри само за себе. Ние одлично ама се не фалиме. За другите. Одлично знаеме да се пофалиме и добро да се чувствуваме на краток рок и кога ќе отидеме да се споредиме со било кои останати народи, нации и така натаму, да не спомнувам земји, тогаш станува збор дека ние навистина сме на дното. Далеку од сите. Тоа е состојбата и тоа не вознемирува. Сега имаме шанса, ова не се само придобивки ние со нашите функции што ќе правиме, како ќе правиме, туку имаме многу поголема одговорност. И затоа шансата ние имаме заедничка цел. Ние како Сдружение на работодавачи воопшто не ја потикнуваме трговската размена. Меѓутоа потикнуваме вредности и стандарди кои се потребни за да се направи еден производ или да се воспостави добра трговска размена. И затоа природно соработуваме и ќе соработуваме затоа што едноставно ја имаме одговорноста да покажеме, ја имаме можноста и одговорноста да покажеме дека можеме да донесеме и да потикнеме вредности. Она Самуил што го кажа во врска со текстилот, во врска со останатите индустрии и така натаму. Врската од неодамна Стокхолм-Скопје, авионската врска, ние треба да искористиме да кажеме дека треба тие луѓе од Шведска, дали се припадници на диаспората, дали се домицилно швеѓани, да дојдат во Македонија, да почувствуваат атмосферата. Имаме можност за туризам. Дали ќе биде тоа масовен, дали ќе биде дојдовен или така, ние ќе одиме таму да научиме нешто, така да шансите се, и ви благодарам за емисијата, шансите се да промовираме вредности и да учиме едни од други. Можам да почувствувам, да осетам кога ќе може да се направи нешто добро, затоа и ве повикав да дадем еден пуш чисто за една добра идеја. Сакав да прашам што знаат шведските бизнисмени за Македонија? Што знаат за македонските работници, за македонскиот стандард, за македонските плати, за квалификациите што ги имаат македонските работници? Најреално и најискрено не знаат многу воопшто. Сега, како што спомнав, имавме неколку бизнисмени од Шведска што дојдоа овие 2 дена во Скопје, прв пат се во Македонија. И кој е првиот впечаток? Се позитивни. Позитивни се во таа смисла што нема некои конкретни очекувани. И кога дојдоа овде и кога видов како е, не знам
точно како размислувале дека е, ама позитивна смисла дека Во тоа што го видела прв пат. во тоа што го вида прв пат во само 2 дена се многу позитивни и подобро од очекувано како што можам да видам. Ама реално е дека повеќето од швеѓаните, шведските фирми и така натака што немат некоја врзаност со регионот, да кажеме, не знаат многу. Го гледаат како регион, како Западен Како Балкан, Балкан, како добро. Балкан. Тоа што слушнало од балканци во Шведска можеби или од Па има доста наши таму од што наши се така. диаспора во Македонија што се во Шведска, што со нивните нетворк раскажале нешто за Македонија, ама тоа е тоа што го Дека знаат. не сме членка на Европската унија, не им пречи. Па повеќето не ни знаат, ме прашуваат. Дали сме или не сме, мислат, дека сме? Многу дури мислат дека сме членка, Чисто ме прашуваат зборувам мене, знаеш, па вие не сте членка, ја викам, па не сме. Треба да ама- видиме. Да. Тоа многу не се информирани. И тоа треба да работиме да ги информираме, да Прашањето знаат. беше околу бизнис климата, околу сигурноста за инвестирање. Кога инвестирате во земја членка на Европската унија, секако имате некаква сигурност. Затоа прашав дали им беше тоа сепак сме кандидат предизвик. на Кандидатскиот статус го имаме, да. на Европска унија. Тоа е сепак голем бенефит и сега сме во НАТО заедно со Шведска, што исто е Јасно. сега во НАТО. Тоа е голем бенефит. Тоа веќе соработуваме на тој. Имаме голема поддршка од шведската амбасада овде, што е единствена скандинавска амбасада во Македонија, другите се од другиве соседни држави. Така што тоа многу придонесува и тоа има додава некоја сигурност и плюс са коморава што ја етаблиравме, тоа уште повеќе додава сигурност, каде што ние со нашите партнери и соработување додаваме некој сигурност на тие компании што гледаат за Македонија. Така што тоа е и горе-долу целта на комората зашто ја освоивме. Им кажавте дека довербата во судството е 2% во Македонија или таа информација не им ја кажавте? Не, видите, сите Да не ги одвратиме. сите умни иницијативи се базирани врз потполна проверка на се што се случува. Меѓутоа, нели, не станува збор тука само за создавање на капитал или посебни профити и придобивки, туку едноставно за развивање на идеја со визија. Можеби со нивните примери, можеби и ќе влијаат на зголемување на довербата во судството, ќе бараат транспарентни процеси. Ние, делот од моето убедување, дел од мојата соработка е што повеќе бизнис организации да се регистрираат како лоби организации, за да можеме да транспарентно да бараме одговори од сите институции кои имаат јавни овластувања. Тоа така ќе го наречам, за да ги ставиме сите во тој круг, од агенции, општини, министерствата, владата, собранието и така натаму, каде што треба да разговараме и да очекуваме одговори. Да излеземе, нашите предлози да излезат од фиоките, да се отворат фиоките, за да може да очекуваме одговори и да може да поднесуваме иницијативи. Таа култура, тоа што го носат тие како корпоративна култура, одредени македонски компании веќе тоа го практикуваат, меѓутоа нас ни треба зголемено здружено влијание и за останатиот дел од општеството. Без оглед на тоа дали се фирми, мали, средни, големи или граѓаните или вработените, да потикнеме, ова е особено млади луѓе, да ја потикнеме нивната енергија и нивното насобрано искуство и културата која носат со себе. Сега да ми кажете, каква е соработката со државните институции во Шведска? Колку бизнисот гледа партнер во државните институции? Како мислиш бизнисот? Бизнисмените, колку гледаат партнер во властите во Шведска? Какви услови за водење бизнис прави самата држава? Во однос на даноците, во однос на инфраструктурата, во однос на помош на стартапи и така натака. Па да, има многу такви програми, иницијативи во Шведска како што помага на нови млади предприемачи, да. на млади луѓе кои што сакаат да основаат своја компанија. Какви програми има за да може и тука да пресликаме нешто? Има доста такви програми, веќе во гимназија има како програма за тие младите што се во гимназија, за да
тоа е дел од една година кај што можат да отворат фирма и да пробат, имат обука на пробен за тоа. период, Да. тест период. И баш на тоа тема зборевме со тие што се организатори на тоа. Добро. И имаме некоја визија да видиме да имплементираме таа идеја и тоа што го прават во Шведска со многу години, да се провери дали може тука исто да се имплементира во Македонија, пошто тоа ќе не биде голем фокус на комората, да видиме за младите, да видиме тие институционални ствари што ги прават во Шведска, како би можеле инспирација да бидат и за Македонија да се прават истите тие работи. Така што шведската држава да секако има многу програми, институционално имаат, помагаат и баш сакат млади да отворат фирми, да пробат, да имат и они да намалат од свој приватен ризик, така што тука државата многу влегува. И тоа се одлични иницијативи што може и да се имплементират утре во Македонија. Кој кадар најмногу недостасува во Шведска? Какви работници? Па горе-доле се, ама еве моментално има многу вајт индустрија што тоа гледаме во Стоком дека многу доаѓаат од Македонија млади што се вајт индустрија што работат во тој смер што се преселуваат сега во Стоком, пошто Стоком стана баш IT хаб во Европа и се нарекува Силикон Вали на Европа. Така што кадар недостасува секако, ама Во секој домен, значи. да. Исто како секаде во светот. Да. Што можеме да друго? Миле, оваа соработка е од исклучително значење за македонските и шведските компании. Што мислиш, кој ќе биде бенефитот? Што можеме сега ние каде можеме да искористиме дел од компаниите од Шведска? Каде ја гледаш соработката? Ти си искусен човек од бизнисот. Каде ја препозна соработката? Нашата цел е да привлечеме што повеќе инвестиции во Македонија. И затоа овој исчекор на Шведско-македонската стопанска комора е исчекор кон обезбедување заеднички придобивки. А со привлекување на странски инвестиции или со привлекување на компании што повеќе да вложуваат и не само да вложуваат во производство, туку и да продаваат производи, е заради подигнување на генерално на нивото на развивање на една економија и бизнис и придонес кон знаењето како да се работи, меѓутоа исто така и нивните производи кои се со висок квалитет и висок стандард, да може да почувствуваат македонските граѓани дека можат и квалитетно и корисно за нивото на цените кои да ги употребуваат за нивото на цените кои ги има и во Македонија. Тоа би иницирало или би испровоцирало, подобро така да го кажам, дека македонските компании ќе мора да вложуваат малце повеќе во исполнување на стандардите во секој вид на производство, иако е декада или иднината е исклучиво во обезбедување на храна. Храната е најголемиот, има најголем индустријски потенцијал. Тука треба да се фокусираме и да бидеме партнери, не само да ги подобриме нашите квалитети на локално ниво, туку и да партнеруваме исто така и со шведските компании на шведскиот пазар. Бидејќи имаме вкус, имаме рецепт, само треба да знаеме како да го обезбедиме тој производ, како да биде безбеден и како да биде спакуван и како да биде продаден. Тоа се учи, тоа тие го знаат, одредени македонски компании исто така го знаат, настапуваат на меѓународните пазари, меѓутоа сега веќе имаме и таргет целна група, имаме пазар, нов пазар, кој ништо не знае за нас или многу малце, освен... И треба да се представиме во право светло. И треба да се представиме и во право светло, меѓутоа и со права понуда. И тоа го велам, да. Тоа не значи дека треба да биде утре од 1 јануари, него тоа треба да се развива и нашите програми и оние кои што влезат да дадат и нашите програми, одредени програми треба да бидат баш конкретно билатерала со Шведска, со Германија и така натаму, да не ги запоставиме другите земји. Во конкретниот случај со Шведска можеме да направиме посебни програми кои може да ја развијат таа соработка. Можеме да станеме соседи преку
преку 2 полуострови. Не е важно тоа. Светот е денеска мал. Имаме шанси IKEA да донесеме во Скопје? Одлично прашање. Тоа Без повторно да правам реклама. Наискрено тоа ни е една од визиите, тоа една од идеите што имав која ја освоив Коморава. IKEA би било одлично. Моментално имаме во Белград, во Софија, во Солун имаме најблиските IKEA. Има простор во Македонија, знам дека се пробала пред 20 плюс години. Знам, мајка ми пред 20 плюс години пробуваше. Знам, последнаш беше пред 5 години, мислам дека имало нешто. Обиди. Но секако, тоа знам дека и некоја визија на амбасадорот во Скопје, тука шведскиот амбасадор, со поранешниот амбасадор што беше во Стокхолм, исто разговараше на таа тема. Значи, таа тема сме слушнали од повеќе страни. Ние како Комора секако дека ќе работиме на такво нешто, тоа ќе ни биде огромна чест и тоа ни е голем приоритет. Така што IKEA, јас гледам дека реално би можело. Еве и сега гледам нели Lidl ќе отвори, баш поминавме сега. На неколку места во Македонија. Така што доаѓаат такви големи инвестиции и не гледам зашто да не дојде и IKEA во Македонија и во Скопје, пошто ако гледаш на регионално има огромен простор тука во Скопје да се отвори IKEA. Одлично. Околу високата корупција на работилницата се зборуваше за тоа? Познаени се бизнисмените од Шведска? Какво е нивото на високата корупција во државава? Генерално разговаравме повеќе во насока на сузбивање на корупцијата и етичкото работење и представување на начинот на кој треба да се биде транспарентен. За постоењето на корупцијата е општо познато. Нашето ниво ни е високата средина, не сме најкорумпирани, меѓутоа не сме ни ниско корумпирани, водиме во Европа, за жал. И тоа тие го знаат. Поголемиот дел од работилницата ја посветивме на убедување дека треба да работиме заедно и на објаснување зошто треба да работиме заедно и на кој начин ќе го правиме тоа. На тој начин испраќаме порака и до нашите компании, и до нашите вработени, меѓутоа најголемата порака е испратена до институциите дека бизнисот е свесен. Една мала забелешка кога се одбележуваше денот за борбата против корупција, немаше покането ни една од бизнис организациите во земјата. Невладин сектор, владини институции и така натаму. Меѓутоа, корупцијата велат дека највеќе е потикната од бизнисот, а никој од представниците од бизнис секторот не беше таму за да ја слушне пораката, ако била вистинита и искрена. Благодарам на двајцата што бевте дел од Студио 10. Благодарам на поканата. Успех посакувам, многу соработка со македонски компании, па ете, за една година ќе бидете повторно повикани и да видиме како сме направиле. Да, како функционира Шведско-македонската стопанска комора. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме. Почитувани интересни информации добивме во првиот дел од разговорот. Ете, најавени се интересни инвестиции кои што можеле да влезат во Македонија. Зборувавме и за корупцијата, модели како да се намали во случај ако не можете да се искорени. Овде ќе побарам прв блок на реклами, а потоа и влегуваме во вториот дел, разговорот за штрајкот во управата за матичната книга.